ова издание. Адвокатите на председателот Трамп завршуваат со презентирање на аргументите во Сенатот во постапката за импичмент. Зошто автомобилски гигант се уште не влегол во Северна Македонија? Иако наталитетот во САД е во благ пораз, се повеќе парови планираат иднина без деца. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Адвокатите на председателот Трамп ја завршуваат презентацијата на аргументите во процесот за импичмент во Сенатот, додека и натаму е неизвестно дали ќе биде дозволено повикување сведоци. Еве ги деталите. Одбраната на председателот Трамп го мина денот во обвинување на демократите за злоупотреба на импичментот како алатка за неговото отстранување од функцијата, само затоа што не им се допаѓа. Кенет Стар, член на тимот на одбраната на председателот, го нарече импичментот политичко оружје кое го користат партиите меѓу себе и оти демократите во представничкиот дом гласале за импичмент на Трамп без меѓупартиска поддршка. САД, Јапонија, но и други држави испраќаат авиони да ги евакуираат своите државјани од кинескиот централен град Вукан, кој е епицентар на глобалното ширење на коронавирусот, од кој досега почина 106 лица. Портпаролката на Американската агенција за безбедност во сообраќајот Дженифер Хоменди изрази доверба во истрагата дека ќе открие причината за трагичната хеликоптерска несреќа во која загина НБА звездата Коби Брајант, неговата 13-годишна ќерка и други 7. Како драмата околу импичментот се одразува врз претседателската кампања во САД 2020, која влегува во клучна фаза. Джим Малоун има повеќе. Во икот за импичмент, Доналд Трамп сака да ја потсети својата база на тврдокорни поддржувачи што е во залог на изборите 2020. Богта е кај вас, американскиот народ. Со ваша помош, посветеност и излезност ќе продолжиме да работиме, да се бориме и да победуваме. На поддржувачите на Трамп како Ненси Фрај не им треба многу објаснување. Мислам дека направил многу за целата држава. Се бори секој ден за нас, не знам како успева, но успева. Но во Вашингтон во тек е деликатен уставен процес. Може да има големо влијание врз реизборот. You will do impartial justice according to the Constitution and laws, so help you God. Во Сенатот сега се води процес за импичмент на председателот Трамп. Трамп се очекува да биде ослободен од обвиненијата во Сенатот и да остане на функцијата. Има многу председатели, добри и лоши, но вие имате добар председател кога се обидуваат да му направат импичмент. Дали ви се верува? Во корист на Трамп, во изборна година оди силната економија и репутацијата за цврста личност во кампања, вели Джим Кеслер. Не би го потценил. Секогаш бил непопуларен председател, секогаш бил непопуларен кандидат, но е можна добар во возвраќање удари. Импичментот на Трамп ќе биде фактор за многу гласачи во ноември, вели Ханс Ноел. Ќе се сведе на тоа дали ќе биде ослободен или не од криминалната поврзаност и другите наводи поврзани со него и дали тоа ќе влие врз изборот на гласачите. Судбината на Трамп во Сенатот ќе се знае во следните неколку недели, а последниот збор ќе го имаат гласачите во ноември. Проблемот со недостиг на стручен и квалификуван кадар пред инженери е причина зошто засега не постојат можности на некој голем автомобилски гигант во блиска иднина да отвори фабрика во Северна Македонија. Мики Трајковски има повеќе. Автомобилската индустрија има потенцијал да се развива во Северна Македонија многу повеќе. Многу странски компании кои произведуваат автомобилски делови за најпознатите светски гиганти во овој сектор, дел од своите производствени капацитети ги проширија со отварање на фабрики во земјава. Според официјалните податоци само во технолошко-индустриските развојни зони од вкупно 28 компании, 18 се од автомобилскиот сектор, дури 7 од нив се американски. Македонија е веќе на мапата на автомобилската индустрија. Значи овде имаме многу добри германски брендови, многу добри американски брендови кои што сите го наметна своето знаење, својата организација и кои што сите овде произведуваат делови со врвен квалитет како било каде на светот. Значи првиот чекор, според мене и најтешкиот чекор е веќе апсолвиран. Прашањето е како понатаму, со која брзина, во кој правец, со која динамика. А понатаму Велицо Балевски
кој ќе создава повеќе стручен и квалификуван кадар, пред се инженери кои би одговориле на зголемените потреби на компаниите. Поради тоа ќе бидат потребни уште неколку години за да некоја од компаниите одлучи да отвори фабрика за производство на автомобили во земјава. Јас не гледам дека Македонија може да привлече некој голем ОЕМ од типот на Volkswagen. Ама тоа не значи дека за 5 или 10 години не може да се створат услови за тоа. Volkswagen му треба многу поголемо ниво на инженерско знаење од една фирма како ОДВ Електрик. Тоа е можно, доколку навистина сакаме и работиме кон тоа. Значи во моментов Македонија нити има технички, нити има човечки потенцијал. Компанија која произведува возила, најчесто на една локација има помеѓу 3 до 5 илјади луѓе кои ќе работат директно само во производството на возила и крајното склопување, но покрај нив треба да има околу 2 до 3 пати повеќе луѓе кои ќе работат во компании кои директно ќе се нивни добавувачи кои могат да се колоцирани на таа локација. Најмала земја каде што има автомобилска индустрија за крајен производ е Словачка. Мизо вели дека постојано имаат отворени огласи за вработување на инженери и друг стручен кадар, а во наредните 2 години треба да вработат повеќе од 50. Од Дирекцијата за технолошко и индустријски развојни зони вела дека досега имало интерес од странски компании за отварање на фабрика за производство на автомобили, но се уште истата била во фаза на евалуација и испитување на теренот. Инаку околу 30.000 луѓе во земјава работат во автомобилската индустрија. Од Охрица, Гласот на Америка, Мики Трајковски. Ньюсфлешот го завршуваме со наталитетот во САД кој е повисок отколку во повеќето богати држави, иако полека опаѓа. Статистиката покажува се поголем број американци стапуваат во брак подоцна во животот и имаат помалку деца. Дипак Добал разговараше со брачен пар во Ричмонд, Вирџинија. Мислам дека ако двајцата партнери не се заинтересирани да инвестираат во живот со деца, иако децата се сметаат за компромис, тоа може да го уништи бракот. Никогаш не сакав да имам деца. Мајка ми и други ми велеа дека ќе го промена мислењето, како во песните. Прво љубов, па брак и нормално деца. Не ги мразиме децата, но тоа не е нашиот избор. Некои луѓе многу работат и немаат време за деца. Тоа не е случај со нас. Ние не сме кариеристи. Го сакаме градот и животот во него. Ако имавме деца, поради состојбата во која се наоѓаат. Приватните училишта се скапи. That's not an issue. It's not for sure. I know it costs a lot. We don't tend to see it as a missing part. Едноставно не гледаме дека децата се нешто што му недостасува на нашиот брак. Уживаме да одиме на нови места и да имаме нови авантури и искуства. Сме биле во Јужна Америка, Аргентина и Чиле. Сме биле во Европа. Во Италија, Шпанија и Португалија. Во Франција, Амстердам, Хрватска, Грција, Турција и во Ирска. Веројатно некој испуштив да ги кажам. Кај повеќето парови со мали деца, едниот родител мора да седи дома за да се грижи за детето. Луѓето велат дека сме себични, но јас знам во што сум добра. Не мислам дека е себично ако знаете што сакате или не сакате. Ние сме најдобрата верзија од себе си и тоа го гледам како придонес во овој свет. Затоа немам деца. Не сум среќна во која насока оди нашата држава. Не сум среќна поради односот кон животната средина. Не би сакала да донесам дете во ваква средина. Треба да биде заедничка одлука на партнерите како сакаат да го поминат животот. Среќни сме со нашиот избор, независно што светот сака да мисли за тоа. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Следете не преку Facebook, Instagram и Twitter. Пријатна вечер, се гледаме утре.